Дали сакаме да бидеме срекни, браќи и сестри? Колку сме близко до среќата или сме далеко? Ова попладне би размислувале за оние вистински чекори кои ни се потребни за да ги направиме или да ги откриеме за да бидеме срекни. Тоа прашање за вистинската среќа е старо колку што е свет и ова наша планета. На таа тема се напишани многу книги, многу песни, многу приказни, поезија, проповеди се одржани и така натаму. Овде имам извлечен од некои енциклопедии што е тоа среќа. Сега да не ви читам се. Меѓутоа, вели, среќата е чувство, задоволство или емоционална состојба во која човекот се чувствува задоволен. Дефиницијата, вели, за среќата е една од најтешките психолошки проблеми. Положбата на дефиницијата, вели, вклучува слобода, значи човек кој е среќен е слободен, сигурен, положба во општеството, материјална сигурност, внатрешен мир и така натаму. И овде сега има рецитации со убави избрани зборови за среќа, но тоа може би друг пат ќе го прочитаме. Дали знаете, браќи и сестри, која нација на светот е најсреќна? Дали може некој да каже? Данска. Добро. Може би на прв поглед или на памет ќе ни падне Америка. Молам? Добро. За нас во Европа или од Македонија посакана земја Австралија, Америка и мислам дека луѓето таму се најсреќни. Некој може би мисли дека тоа е Канада или Швајцарија. Но направена на анкета и според таа анкета, еве ќе се изненадиме која држава или во која држава луѓето живеат најсреќно. Тоа е Бангладеш. Се чуле за Бангладеш? Вели дека таа земја е една од најсиромашните, значи со пари луѓето немаат, меѓутоа е најсиромашна земја во светот, но сепак таму луѓето се изјаснили како најсреќни. И сега, еве, ние ќе размислуваме ова попладне на прашањето како да бидеме навистина среќни. Од што зависи среќата? Дали од положбата која имаме во општеството, од функцијата која обавуваме, од титулата која имаме или факултетот кој сме го завршиле, или пак од нешто друго. Ајде да читаме и да отвориме во Библијата, во книгата на Проповедник, да го прашаме најмудриот човек кој живеел на оваа земја пред 3000 години. Тоа прашање исто така било поставувано и од страна на Соломон, и тој го поставил прашањето како да допрам, како да се допрам до среќата или да бидам среќен. Ќе отвориме во Проповедникова книга, значи книгата на Соломон, 6 глава, 6 стих. Знам дека овој текст сме го читали порано, но само да се подсетиме. Па кога би живеел таков живот и 2000 години, а не би уживал во своето благо, зар не заминуваат двата еднакво на исто место? Гледате, Соломон со што се занимавал во својот ум? Па кога би живеел таков живот 2000 години, дали би му било доста? Не би му било доста. Но сепак на крајот тој вели, а не би уживал во своето благо, зар не заминуваат двата еднакво на исто место? Соломон пред да дојде до едно вакво искуство, да има благо, да има богатство, тој исто така бил во потрага по еден среќен живот. И денеска многу млади, многу луѓе се во потрага по богатство, по среќа. Еве што вели тој претходно во 2 глава, да се вратиме во првиот стих. Проповедник 2.1. Тогаш реков во своето срце: дај да го испитам уживањето и да видам што дава насладувањето. Но ете, и тоа е празнина. Соломон, како денеска многу млади, се во потрага по среќа, по богатство. Сум прочитал неодамна дека многу млади од Македонија и од овие балкански држави одат во Индија, мислејќи дека таму ќе се докопат до некое богатство и да... Сега да кажем со тоа дека не треба ние да се образуваме, дека не треба да копаме, да се школуваме. Не, треба да го правиме. Меѓутоа, тука Соломон не нашол среќа, не нашол задоволство и затоа тој вели сето тоа е голивета, нешто празно. Втора точка или втор чекор што Соломон го следел во својот живот, телесни задоволства.
Еве втората глава, од 1 до 3 и 10 стих вели, тогаш реков на своето срце, дај да го испитам уживањето и да видам што дава насладувањето, но ете, и тоа е празник. За смењето реков, лудост е, за уживањето, што ползувам од тоа. Си помислив во срцето да го веселам телото со вино. Не синоќа зборувавме за храната, каква храна, што да пие. Ете, Соломон си зел право да проба и вино. Секако ова вино не било шира, него на другото алкохолното. Додека срцето се утеши со додека срцето се уште се раководи од мудроста, посакав да ја прегрнам и лудоста, како би дознал дали ги устрекува луѓето она што го прават од небесата за време на изброените денови на својот живот. И 10 стих вели, и што и да им посака очите, не им скратував, ниту му бранев на моето срце некаква веселба, туку моето срце му се радуваше на секој мој труд и такво му беше наградата на секој мој напор. Соломон се впуштил, како што самиот вели, во телесни задоволства, надевајќи се дека таму можеби ќе му донесе секаното задоволство. Најпрви се задоволил, како тој што вели, со хумор и смење, мислејќи дека тука ќе ја најде среќа. Пошел на разни хумористични представи, одел во театар, посетувал глумци, мислејќи дека таму ќе биде среќен и радостен. Слушал разни комедии, вицеви. На тој начин тој мислил дека ќе биде среќен во својот живот. До тогаш немало телевизии како денеска што ние имаме, браќи и сестри, но сигурен сум дека гледал познати светски комедии и глумци. Денеска ние како мистер Бин, кој нема да се насмее кој ќе го види? Или порано ви сеќавате по старите Чкалја или она група на српски глумци. Очигледно и тогаш имало мистер Бинови и други смешни глумци и Соломон ги пронашол и ги повикал во својот двор, во својата резиденција да го забавуваат, да го прават шеги. Смевот не е лош, секако. Ние треба да се смееме и да го користиме до нашиот живот. Но и таму, значи, Соломон не го нашол своето задоволство. Потоа покушал да пие вино, да пие алкохол. Може гледајќи ги околу себе луѓе кои пеат, кои се веселат, поднапиени, тој си рекол, ај да пробам и јас, може би јас ќе видам радостен и среќен. Но виното го нарекол, некој виното го нарекол дрога за добро расположение. Да, може би виното ќе те развесели во некои мигови, но подоцна ќе те боли главата. Ишол на разни забави, на разни игранки, што би се рекло, но и тоа не му е донело саканата среќа. Потоа, среќата побарал да ја пронајде во друштво на многу жени. Знаете, во палатата што направил тој? Направил харем. Библијата ни кажа дека има колку жени? 700 и 300 слугинки. 1000 скоро. Прва Царевите 11:3 може да читаме. Соломон не само што го направил тоа, отишол уште еден чекор понатаму. Тој се соединил, направил договор со незнабожците, со најголемите непријатели на Божјиот народ, со тие незнабожецки цареви. Ги зел нивните најобави девојки да направи компромис за да го спостави мир држава со држава. Си помислил, сега тоа ќе ме направи среќа. За жал, браќи и сестри, ни тоа не го среќал. Пред известно време една налепница ми го привлече вниманието, на кој пишуваше премногу жени, малку време. Соломон немал многу време за себе, за духовна врска со Бога, зашто имал други обрски. Но го мина мисля дека е досадно да се живее со еден партнер, или со една жена, или со еден маж. Соломон мисля дека на тој начин, ако направи исчекор, ќе се усреќи, меѓутоа дали го усреќи? Овде подело пишува дека во еден миг толку паднал во депресија, што помислил да си го одземе животот. Еве го текстот, 2 глава, 17 стих, го замрзив животот, зашто ми се стори тешко се што се збиднува под сонцето, зашто се е суета
и тежење на духот. Знаете кој човек помислува да си го одземе живот? Зборувам пред некоја сабота овде. За Илија се сеќавате? Кога беше таму под смреката, посакам да умрем. Илија. Овде Соломон паднал толку ниско, а имал се околу себе. Имал дворци, имал палати, имал богатство. Што ќе посака, само на копче може да му се донесе. Меѓутоа го замрази животот, зашто ми се стори тешко се што се збиднува од сонцето. Одиме нечека понатаму. Мислејќи дека тоа не го задоволува, рекол, ќе направам дворци, ќе направам згради. Едноставно ќе градам. Овде во втората глава, во проповедникова книга, читаме 4-5 стих, вака вели. Направив големи дела, изградив дворци за себе, посадив лозје, си направив градини и овоштарници. Не е грев да правиме денес овоштарници, да градиме, да се прошируваме, нормално, ако имаме можност. Соломон вели, посадив во нив секакви обошки, направив езера, за да ги наводнувам посадените дрвја. Замислете, езеро направил. Оттаму влечел по природен пат кај овоштарниците со цевки да ги наводнува овоштарниците. Купив робови и робинки, имав и домашни слуги, а исто и стада со крупен и ситен добиток, повеќе од кој да е друг пред мене во Јерусалим. Гледате какви задоволства. Одем понатаму да прочитаме уште негови достигнувања. 20 стих, истата глава, втората. Почнав да ојачувам заради големиот напор со кој се трудев под сонцето. Почнав да ојачувам. Значи, почнав да напредувам. 11 стих вели 2.11 следува. А тогаш ги разгледав сите своји дела, сите напори што ги вложих за да дојдам до нив, и ете, сето тоа е гони ветар. И нема полза од сонцето. Веќе се гледате Соломон, по кој пат тргнал, мислејќи дека преку тие 4-5 чекор што ќе ги стори во животот, ќе дојде до големо задоволство. Соломон покушал да дојде до бараната среќа во градење на големи градови и дворци. Работел, вели Библијата, денонокно. Денешната технологија го потврдува тоа. Таму археолозите кога одат на Блискиот исток и кога ги скупуваат тие градови, се чудат како е може во тоа време така градителите да ги граделе тие градови. Посадил паркови со прекрасни дрвја, овоштарници. Нешто што може само да се замисли, да се посека. Но и таму, вели Соломон, не ја најдов среќата, не го најдов задоволството за внатрешниот човек, за себе. Одел понатаму, одеме на 4-тиот чекор, а тоа е богатството и парите. Втора глава, 7 до 9 стих, Соломон вели. Купив робови, тоа го прочитав и така натаму, натрупав сребро и злато и скъпоценности од царевите и покраините. Набавив пејачи и секакви човечки раскоши. Се скровиште на скровиште. Скровиште, што е скровиште? Тоа се магазини, тоа се хангари, кај што тој го трупал своето богатство. Проширил, од покраините собирал, од другите делови на неговата држава. И станав толку голем, поголем од кој да е пред мене во Јерусалим. А не ме остави ни мојата мудрост. Бог го благословил, Бог му дал мудрост, бил паметен човек, планирал, знал како да ги планира работите. Понатаму, што сега открива нешто, и што и да им посака очите, не им скратував, ниту му бранев на моето срце некаква весела. Соломон, браќи и сестри, станал најмокен, најсилен, најбогат човек на исток. Може би Рокфелер, Оназис, Бил Гейтс, сите заедно нема толку денеска богатство како што имал Соломон во тоа време. Можел да купи што и да посака со пари. Но сепак, дали бил среќен? Библијата вели не бил среќен. Покушал да се бави со уметност, организирал концерти, ги повекал најпознатите хорови и пејачи од целиот свет. Плакал пејачки да му свират и да му пеат на уво. И така заспивал во спалната соба. Тој имал огромна куќа, зидена 14 години, пишува во текстот. 14 години, знаете тоа што се зидал? Тој е дворец. Последен дворец меѓу Австрија и Германија, Нушвастен. Сте чуле за тој дворец. Огромно нешто, може да го најдете на интернет.
I toj čovjek koji živio napred, bedno živio, oko grada ne znam koliko godina, desetici godini, ali živio samo negdje 99 prilike. I to živio sam, osamen. Ne se kao niko i da vide. Na kopče mu prakjeli gore su lift hrana, sluget koji bili u njegovoj domu. Mizerno umreo, a bil solel, golem, ubav dvorec, okružen, no nemao sreće, nemao radost u dušata. Nešto slično su se slučuvalo i su Solomon. 14 godina ugradio dvorecu, međutim, imao mnogo sobi. U toj dvoreci ili u ta kuća živjeli mnogo drugi slugi. Site tije sluge se hranile od njegovata trpeza, od njegovata kujna. Sekojnevno, znate koliko meso trošao Solomon? 10 bikovi, i to on je golemi bikovi ugojeni. Sekojnevno, 20 volovi, 100 ovci, a to je cijela garda, a to je cijela vojska koji bile pod njegov krov i pod njegov uprava. Da povtoram, 10 ugojeni bikovi, 20 volovi, 100 ovci, meso od deleni, od crni, divokozi i druge živine. Potom ušte 30 kori se pravili od belo brašno, 60 kori od obično brašno. I kako što gledame, brak i sestri, Solomon bio istinski gurman. Nadalje bil srećan, potom bil nesrećan. To njemu pričinuvalo zadovoljstvo natrično, imao nemir, ne može da spije noge, imao halucinaciji, a to je moment kada čovjek ima natrišen nemir. Solomon bil ispolnen su nemir, za žal. Ode me na petata točka, što to je doprel u svoj život, misli neka tamo kja najde srećeta. To sad postane popularen, da ima uspjeh. Solomon sonovao kako i deneska mnogo mladi, mnogo luvi što su nuva, brak i sestri, da bide neko i nešto. Da bide popularen, da bide na prvite stranici vo pisnicite. Deneska da je Solomon živ, se koji bi bil na naše televizijski programe. Ne samo na naše, tuko na CNN, na najgolemite svetske televizijski kuki. Bi bil vodač na najuspešnite i najprijatelnite nacije u svijetu. To bi bil najpoznata politička ličnost. Site bi sakali da bide na listata, prv, zašto će povleče su nego mnogo drugi kandidati u parlamentu. Istina, da imalo televizija se konjem u to vreme, njegovata slika bi se vrtela na te televizijski kanale. Da imalo vesnici se konjemo bi bil na naslovnite stranici. Imao sve što je posaka, no sve ušte ne bil srećan. Neko bi rekao slednovo. Uspeh je da go dobiješ to što go posakovaš. Sreća je to da go sakaš to što si go dobio. Ke povtoram. Uspeh je to da go dobiješ što si go posakoval. No sreća je to da go sakaš što si go dobio. No Solomon dobil sve, no ne bil srećan. Сега ja se prašam, a i vas ve prašam, zašto u Библията je napišena i postavljena je knjigата na проповедникот? Zašto? Mislim, zato što Bog saka nešto i nas da ne pouči денеска, браќа и сестри. Да не ја бараме среќата на погрешно место. Може ли од книга да биде свртена? Има само 12 тисячини глави. To je kratka glava, kratka knjiga проповедникот. Но Бог дозволил, кога се формирал канонот на Библијата, да е вметнат и ова дури во средината на Библијата, книгата на проповедникот, за да не посегнеме по истите чекорите што Соломон паднал изгрешил, да не ги правиме ние истите и сличните грешки. Соломон покушал среќата да најде, рековме, во самото образование, во телесните задоволства, во разни достигнувања, во богатство, во популарност, но на жалост таму не ја нашол. Истите тие 5 точки за кои ние трошиме много време, много пари трошиме, мислејќи дека на тој начин ќе пронајдеме среќата. Сепак да се оградам и да кажем дека не се лоши овие точки, да бидеме богати, да се стремиме кон богатство, да заработуваме секако, да имаме образование секако, не е то лошо. Меѓутоа, ако само се оптеретиме со тие работи, а неме духовна координација со Бога, зашто сите овие 5 работи може да ни го зема толку времето да немаме лична заедница со Бога. Ако тие нешта не се во можност да не направат среќни браќа и сестри, тогаш што може да не направи среќни? Еве, на крајот од ова размислување ќе добиеме одговор кои се тие чекори што треба ние да ги следиме
за да бидеме свекини? Одговорот е многу јасен и едноставен. Го наоѓаме во Матеј 5 глава. Знаете што пише во Матеј 5 глава? Таму е пораката или проповедта на гората на блаженството. Овде во Евангелието во 5 глава наоѓаме 9 чекори. Соломон следел 5 чекори и знаеме каде го носиле и на крајот секојаш вели се е празнина, се е суета, нема среќа. Овде Исус сега ни дава 9 едноставни чекори. Ако ги следиме, ќе видиме радосни и среќни во нашиот живот. Ова е прочлената Исусова проповед. Овде ни открива 8 или 9 тајни, мислам дека се 9, кои водат кон посетуваната среќа. Сега нема да читам се, меѓутоа почнува со зборовите блажен, блажен, блажени, блажени и така натаму. Дали знаете што значи зборот блажен? На грчки. Тој е зборот макариос. Макариос на грчки значи, дословно значи среќен. Среќен. Кога Исус вели блажени се бедните во дух, гркот ќе каже, или во грчкиот превод, макариос. Макариос, макариос. Среќен е оној, така натаму. Во библискиот коментар, број 5, на страница 324, го читам следново. Исус во овие блаженства се открива себе си како извор на вистинската среќа, за која копне човековото срце. Зашто ние копнееме? Зашто копнел Соломон, браќи и сестри? За вистинската среќа. Но, на жалост, пронашол погрешна патека која следел и на крајот затоа секојаш вели се е празнина, се е празнина. Меѓутоа, гледате овде што пишува во библискиот коментар, кога се тумачат овие блаженства од беседата на гората. Исус во овие блаженства ги открива, односно се открива себе си како извор на вистинска среќа, за која копне човечкото срце. Желбата да се биде среќен е длабоко вградена во човекот уште во времето кога е тој создаден од Бог. Не е грев да посетуваме среќа, не е грев да ја бараме среќата, но да не ја бараме ниту по младите, ниту по старите на погрешна патека, на погрешен пат, зашто тој пат може да не однесе во пропаст, во амбис. Како што спомнав, многу млади од Европа и од нашите краишта одат во Индија, мислејќи дека таму ќе ја пронајдат среќата. Но завршуваат како во црна дупка, не се враќаат повеќе, ниту имаат контакт со своите домашни. Вели овде, желбата да се биде среќен е длабоко вградена во човекот уште во времето кога тој е создаден од Бога. И сега ова реченица е многу важна. И таа желба може да се исполни само тогаш да се соработува со Бога Создател. Ако ние сме на пат за среќа да ја бараме, драги млади, браќи и сестри, и сите ние кои живееме на ова земја, ако сме во потрега по среќа, само ако соработуваме со Бога, може да пронајдеме вистинската среќа. Сето друго може да биде фалшливо, сето друго може да биде лажливо. Ова рецитација вели, имај смелост да живееш среќно. Немој да дозволиш мочварите на ситните, па и на крупните неволи, на големите неволи, да го одвредат твојот поглед од бескрајното море на среќата. Верувај поради среќата и повикан си во овој свет. Среќата е твоја, односно Божја, твоја лична одговорност. Среќата е пат по кој Бог на ова земја и на ова небо го трасирал патот за човекот, за тебе. Болката не ја намалува вистината негова и затоа тргни со доверба. Било што да се случи, нека те прати среќа. Тоа е дел од ова рецитација. И кога Господ ни помогне, браќи и сестри, како овде што читаме, овде во 5 глава 3 стих, блажени се бедните по дух, зашто е единото царство небесно. Господ да ни помогне, ако сме и ние во потрега по среќа, да го консултираме оној кој има среќата во своји раце. Да не тропаме на погрешна врата, зашто ќе изгубиме доста драгоценно време. Може би и не може се вратиме. Ја познам млади кои тргнале и ги нема. Го напуштеле Бога. А многу е потешко да се вратиме кај Бога кога веќе не сме отишли. Зашто таму имаме сега друг Господар. Приказата за изгубениот син е една од ретките приказни
кај што се не укажува дека тој се вратил, кога допрел дното и таму, кога ја пробал храната на свините, на животните, тој си дошол кај себе и си рекол, имам јас татко, ќе се вратим назад. И тој тргнал по среќа. Сега нема време да ја тумачиме ова приказна. И тој бил среќен во домот, но не среќен целосно. Мислејќи дека таму, за планината, ќе ја најде вистинската среќа. Меѓутоа, кога потрошил себе Библијата, тој тогаш си дојде кај себе си и се вратил назад. Ако и ние понекогаш покушаваме да одиме во погрешна насока и погрешен пат, време да се вратиме, време да го консултираме овој Бог кој нам ни стои на располагање и затоа да вели таа желба може да се исполни само тогаш кога се соработува со Бога. Затоа, за да бидеме среќни, да ги следиме овие 9 чекори од блаженството. Господи ни помогне во тоа и нека ни помогне колку е можно да бидеме среќни. Иако не може да бидеме 100%, затоа што живееме на грешна земја, но сепак Бог ни даде еден натрешен мир кој ќе ни донесе среќа и радост овде, а еден ден целосна среќа ќе имаме на новата земја.